токму денот кога отпочна војниот конфликт во Тетово, тој утрешниот ден на парламентарна седница се става на дневен ред овој противуставен, непремилив закон за употреба на јазиците. Апелиравме од Струмица за разум, 3 пати повторив да имаме разум, да имаме чувство, бидејќи во оваа држава имаме повеќе етнички заедници, во оваа држава имаме соживот кој што навистина во овој момент е на завидно ниво, луѓето се почитуваат комшиите, но некој друг има поинаква цел со тоа што на денот кога отпочнува војниот конфликт, во Тетово ни сакаат повторно да постават еден закон кој што самиот по себе е контраверзен и контрадикторен. Имаме една генерална слика која што е навистина спротивна на сето она што се ветуваше со така наречената програма за живот во Република Македонија. Имаме случувања кои што комплетно се ретроградни. Имаме страф, имаме терор, во Скопје имаме убиства, плячки и криминал малтене на секој втор ден кои што остануваат неразјаснети. Гледаме полицајки кои што се нападнати, а потоа се правдаат дека случајно се само повредили удирајќи се во пајако. Понижување не само на фелата, него понижување на целокупната нација. Имаме катастрофална ситуација и на други планови, да речеме, пензионерите им беа ветувани брда и долини, за жал и тоа што им следи по закон не успеваат да го добијат. Имам информации дека се доцни со исплата на субвенциите, па сега тоа го префрлуваат на минатото. Иако, пред да ја преземат одговорноста во владата, самите во неколку наврати, вклучително и Зоран Заев, кажуваа дека се апсолутно свесни за ситуацијата во која што се наоѓа државата. Имаме економија која што има раст од 0% и единствена таква е во Европа, немаме втора таква економија. Економија каде што не можеме елементарните проекции да ги исполниме и покрај тоа што имаме власт која што го имаше сиот буџет на располагање и целото време на располагање да може да ја дотера 2017-та барем на половина од она што од претходната влада беше проектирано, иако до некаде ноември месец не убедуваа дека ќе исполнат таа цел, за жал не успеа и направија путка некаде околу 150 милиони евра и како што гледаме сега, никој се уште не носи никаква одговорност. Наистина сум разочаран од тоа што е денешна реалност во Република Македонија, реалност во градовите и селата, без разлика дали станува збор за Карпуш во Скопје или станува збор во Конче или Радовиш или Струмица. Ние мораме нешто да направиме, затоа што ако ние самите нешто не направиме, не можеме да очекуваме дека некој друг место нас ќе се земе работата во своји раци и ќе го направи тоа нешто за нас. За тоа да го направиме, мора да имаме јасен план, јасна стратегија и програма и да се обврземе пред граѓаните во Република Македонија да тоа што ќе го ветиме следи потешкиот дел, а тоа е како тоа да го оствариме.